Во функција на 30-та седница на Советот на општина Кочани на 24 септември ќе заседаваат комисиите кои на дневен ред имаат значајни точки. Комисијата за мандатни прашања, избори и именување ќе расправа по предлог решение за разрешување и именување член на управниот одбор на комуналното јавно претпријатие Водовод, за разрешување на член на училишниот одбор на основното училиште Малина Попиванова, на училишниот одбор на основното училиште Свети Кирил и Методи, на основното училиште Крсте Петков Мисирков, на основното училиште Никола Карев, на основното училиште Раре Кратовче и основното музичко училиште Ристо Јуруков. Комисијата за комунални работи, планирање и уредување на просторот и заштита на животната средина и природата ќе дискутира по годишниот план за вработување на комуналното јавно претпријатие Водовод за 2020 година. Предлог програмата за изменување и дополнување на програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Кочани за 2019 година. Предлог програмата за изменување и дополнување на програмата за изградба и одржување на општински патишта и улици во општина Кочани за 2019 година. Предлог одлука за донесување урбанистичко-планска документација со која ќе се вклопат бесправно изградените објекти во урбанистичко-планска документација. Предлог програма и предлог одлука за утврдување на потреба за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Кочани и за условите, начинот и постапката за издавање и одобрение на одобрение за поставување на урбана опрема, како и за утврдување на критериуми и стандарди за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Кочани. Членовите на комисијата ќе дебатираат и за предлог одлуки за утврдување на висината на надоместокот за поставување на надписи, рекламни табли, паноа и за донесување урбанистички план за село Грдовци, општина Кочани, плански период 2016-2026. Комисијата за култура, образование, спорт и права на децата на дневен ред ги има извештаите за работењето на општинските основни и средни училишта за учебната 2018-2019 година и годишните програми за работа за учебната 2019-2020 година, годишниот план за вработување за 2020 година и балансер за 2020 година на јавната општинска установа библиотека Искра. Потоа анализата за состојбите на бројот на ученици и паралелки, како и наставници кои се пред пензионирање, заради намалување на бројот на ученици во општинските основни и средни училишта. Комисијата за финансии и буџет и локален економски развој ќе се изјасни околу предлог одлука за давање под закуп недвижни ствари сопственост на општина Кочани, дел од објект во село Долни Подлог и дел од објект во село Грдовци, и за предлог одлуката за сопствено учество кофинансирање на проектот станица за пречистување на отпадни води. Потоа за предлог планот за изменување и дополнување на годишниот план за јавни набавки на општина Кочани за 2019 година и предлог одлука за измена на распоредот на средства на буџетот на општина Кочани за 2019 година. Комисијата за сообраќај, јавна безбедност и противпожарна заштита има една точка на дневен ред: предлог одлука за изменување на одлуката за организирање на општински линиски превоз на патници на подрачјето на општина Кочани со учество на општината во цената на билетот по патник на распределената линија.